Подпредседателя. Точка на дневен ред која што по не знам кој пат покажува дека како работи впрочем ова парламентарно мнозинство. Впрочем ова и не треба да е точка на дневен ред. И сега ќе кажам зошто. Мојот одговор ќе го поделам во два дела. Прво процедурален, а после за овај законот и кандидатката. Што е флагрантно прекршено? Комисијата за избори и именувања се уште не е завршена. Сега одиме од сала Борис Трајковски и се расправа се уште за кандидати. Извештај вчера побарав, дали има извештај од комисијата? Нема извештај од комисијата. За да ме разберат граѓаните поубаво, Собранието на Република Македонија, впрочем како и секоја институција, работи по одреден документ. Документот по кој што работи Собранието се вика деловник. Во тој деловник многу убаво е опишано што треба да дојде на пленарна седница, а што не. Оваа точка не треба да дојде на дневен ред на Собранието и впрочем затоа една од причините е интерпелацијата на претседателката на Комисијата за избори и именувања. Членот 128 во деловникот, став 5 вели: извештајот го содржи ставот на работното тело со образложение. Во извештајот се внесуваат и сите изнесени и издвоени мислења и предлози по прашањето што било разгледувано на седницата на работното тело. Тоа го нема. Председателот, став 6, председателот на работното тело го подпишува извештајот и е одговорен за неговата веродостојност. Сега, по логиката на парламентарното мнозинство, она што не го гледаш, не можеш и да бидеш одговорен, бидејќи нема извештај, не може да биде одговорна, така предпоставувам истакнатите правници го толкуваат ова, но не е така. Во членот 129 вели дека работното тело определува известител. Коригирајте ме, јавете се на реплика и кажете ми кој е известител. Јас такво нешто до вчера не видов. Извештај не видов, известител исто така не видов. Имаше уште двајца кандидати, односно уште еден, ама они си направиле весела математика. Добро, оваа тука ќе ја избереме, од тие нели од СЈО, од она со грациите, а онаа втората, па бидејќи единствен кандидат на втората точка, така ќе таму ќе ја избереме. Треба ли да заврши комисијата? Не бе, па не треба, сега и онака е магловито во државата, никој нема ни да примети. И сега известната Светлана Жупановска ќе биде во Советот на јавни обвинители. Кажа колегите пред мене дека на анкетата која што ОПСЕ има направено, помеѓу фелата, помеѓу судиите и јавните обвинители, дури неверојатни 75%, до таму е дното допрено, самата фела не им верува на судскиот совет и на јавните обвинители. Што тука треба да правиме моебет? Зашто тука треба да правиме моебет? За оваа анкета и судски совет, и совет на јавни обвинители, и после низата на циркузи Медрано, што се случија, требаше колективно да си дадат оставка. Така се прави во демократски држави, а не во сталинистички држави. Затоа што се е окупирано. Буквално се од ДУИ СДСМ. Оваа била во СЈО, работела и во низиното CV подпишана за нејзината истакнатост е затвореничката Катица Јанева. И сега замислете кој истакнат правник би конкурирал во едно вакво тело во кое што 75% од фелата не му верува. Кој? Па нормално дека никој. Само вакви кои што служат за да ги вршат матните работи на
парламентарното мнозинство, односно на владата. Што вели законот? И во самиот закон сте контрадикторни. Кој треба да биде член на Советот на јавни обвинители? Многу убаво си пишува. Значи се избираат од редовите на јавните обвинителства, 4 години мандат и така натаму, мнозинство гласови, професор, судија, тоа не е. Дали е професор? Не е. Дали не, припадник на заедница, тоа и тоа веќе замислете стана услов, без мерит систем. Универзитетски професор, адвокат, поранешен судија на Уставен суд, таа не е тоа. Меѓународен судија, истакнат правник, и вие тука се фаќате на тоа, на истакнат правник. Сите досега кои што отидоа, не знам, уставни судии, не знам, секаде се ги правдате вашите кандидати со дефиницијата истакнат правник и така екстензивно ја ширите. Ви сте истакнат правник, еден од најистакнатите правници, го гледам по дебати, не е подржувач на ВМРО ДПМН, напротив, беше во шарена револуција, професор вели, ако ви речат што е истакнат правник, мене вика во моментот ми текнува само на 5-6 во државата. Еве нека се и 10. И се ова со подпис од Катица Јанева, затвореничката, која што работело за ОНСЈ, која што нели правда требаше да донесе, ама никако не ја донесе и се уште никој не знае кој прислушкувал, ама клопчето некако се размотува, па некаде многу далеко отиде и ќе отиде, најверојатно, не знам. Таа се фали со тоа дека работела во СЈО, замислете, и е една од тие кои што земале незаконски додатоци во обвинителството, кое што вие го носевте на маички. Не е една од трите грации, ама најголемата грација, која што сега е во затвор и подпишала дека е истакнат правник. Па ова е, луѓе, граѓани, ова е пародија невидена. И сега оваа господја треба да ги дисциплинира јавните обвинители, да ги менува, да кажува мислење за нив, а ден нема во јавното обвинителство или ден нема стаж во судството или во јавното обвинителство. Не знам, стручен соработник, значи можела некаде во, ако толку сте сакале и нешто ви учинила, а сигурно ви учинила, стручен, некаде стручен соработник. Не може сите јавни обвинители вака да ги понижувате, затоа немаат доверба. Ги понижувате, едноставно ние не велиме дека нема искусни и добри јавни обвинители, има и судии и јавни обвинители бегаат, а па особено од овие тела бегаат, како ѓаволот Темјан, циркус Медрано, на јавна сцена. Па гледате ли што направија во судскиот совет? Истото се случува, па исто онаа грацијата, Ленче Ристовска ви вели, ви кажува, па не се ја носевте на маички. Ако не на мене, на Ленче верувајте, шо вели таа? Не ми се верува дека јас ќе ја цитирам, ама еве ќе ја цитирам. Се додека членови на Советот на кандидатите што аплицираат за повисоки позиции отворено им кажуваат дека некој треба да се јави за кандидат да биде избран, јасно е дека Советот е извор на тргување со влијание. Кој со кого тргува сега? Што направила Светлана за да се одолжи? Сигурно нешто направила. И ова не е за вас причина. Апелирам до парламентарното мнозинство да не се гласа. Прво, од процедурална причина, затоа што комисијата не е завршена. Не е завршена. Мора да имаме извештај. Парче го направивте деловникот. И второ, затоа што господјата нема квалификации, не се вклопува во мерит системот кој што во законот е многу добро пропишан. Не може да биде дел од Советот на јавни функции, затоа што на јавни обвинители, затоа што во еден од членовите вели и мирува додека е во Советот, и мирува местото јавен обвинител, а таа не е ни јавен обвинител. И што да кажеме сега на ова, освен дајте да одиме на избори, да почнеме да си ја средуваме државата онака како што доли. Реплика Жаклинова за